Законот постои, елаборатите се напишани, но хартијата не штити од несреќи. Здравјето и животот може да го заштитите со квалитетна заштитна опрема, знаење и дисциплина на градилиште. Топло ми пречи, само за малку ќе се качам. Ова се најчестите изговори зошто заштитната опрема останува во багажникот, а не на работникот. Но физиката не признава изговори. Еден обичен шраф, паднат од 5-ти кат, има сила на куршум. Заштитниот шлем, чевлите со метална капа и сигурносниот појас не се моден додаток. Тие се последната линија на одбрана. Во секундата кога ќе се случи несреќата, опремата е единствената разлика помеѓу уште една страшна вест и среќа во несреќа. Носи ја опремата. Таа ти го чува животот. Најбитната работа за секоја компанија од градежништвото и за секој работник во градежништвото е работникот да отиде на градилиште психофизички здрав и заштитен да ја заврши својата работна задача и здрав и жив да се врати дома. Зошто е важна безбедноста и здравје при работа? Безбедноста и здравјето при работа има клучна улога не само во градежништвото и во другите дејности, од причина што самијата регулатива за безбедност и здравје при работа нуди на секој работодавач превентивна функција, односно усогласеност со законската регулатива, а исто така ги дава основните насоки кои што треба и работодавачот и работниците да ги спроведат. Зашто е клучна функцијата на безбедноста и здравјето при работа, бидејќи доколку се спроведуваат мерките за безбедност и здравје при работа, се врши една превентивна улога, врши законот, односно и работодавачот и работниците се придржуваат кон некои одредени стандарди заради заштита на животот и здравјето на работниците. За да имаме производство, треба да има технолошки процес кој што се состои од машини, технологија и работници кои што треба да работат. А за да имаме дефинитивен крајен производ, треба да се организираат безбедни услови за работа, кај што работниците ќе пружат максимум на своето работно место, но при тоа треба да го сочуват и сопственото здравје. За нас како представници на работниците во Сојуз на синдикати на Македонија, поточно во Синдикат за градежништво, со сигурност можам да кажам дека една од најважните теми, имајќи во предвид дека нема ништо поважно од тоа еден работник да отиде на работа, да ги изврши своите работни задачи и да се врати жив и здрав при семејството. Така што посебен акцент ставаме секогаш на безбедноста и здравјето при работа за работниците, особено во трудоинтензивните дејности, како што е градежништво, градежна индустрија, метална индустрија, шумарство и така натаму. И сметам дека треба да биде приоритет број 1 прашање кога се носи легислативата. И затоа апелираме да цело време бидеме повикувани како синдикат кога се изготвува, дали е тоа закон за безбедност и здравје при работа или подзаконски акти како правилници, да бидеме вклучени како луѓе и практичари, не само теоретичари, од она што секојдневно го гледаме на терен кога одиме кај нашите членови по градилиштата. Така што приоритет број 1 за секој еден градежник треба да биде безбедност и здравје при работа. Кои се најчести причини за повреди на градилиштата? Статистиката покажува години наназад дека повредите, колективните несреќи и несреќите со смртни последици во градежништвото према бројноста го фаќаат врвот по зачестеност и бројност, каде што во делот несреќи со смртни последици на прво место е градежништвото. Само тоа укажува на фактот дека самото градежништво како дејност е високоризична дејност и најчесто таму се случуваат несреќи при работа. На неколку години наназад може да кажеме дека имаме благ пат на тој број, што укажува на фактот дека свеста и кај работодавачите и кај работниците е малку на повисоко ниво од претходните години. Причините најчесто се непревземени колективни мерки за заштита на работниците. Тука спаѓаат на работа на височина, оградување на работниот простор од случаен пат од височина, пат во длабочина, необезбедување на обука за безбедна работа на работниците,
недавање на лична заштитна опрема или не носење на лична заштитна опрема од страна на работниците, многу малку во пракса се наоѓаат упатства за безбедна работа што се многу важни за работниците, без разлика дали постојат или не постојат знаци за опасност, знаци за задолжително носење на лична заштитна опрема. Важна клучна работа во градежништвото е да за секој работен процес има упатство за безбедна работа. И да се инсистира од страна на работодавачите, работниците да ги почитуваат тие упатства за безбедна работа. Имајќи во предвид дека од година во година некако се повеќе се зголемува бројот на повреди, песимисти сме дека добро се применува оној закон кој што го имаме во моментов. Најчесто луѓето се повредуваат кога се на прекувремени часови работа, кога се изморени, кога работат за викенди, празници и така натаму. Она што со сигурност можам да го кажам е дека онаму каде што имаме членови, каде што навистина тие работодавачи почитуваат социјален диалог, да имаме колективен договор или било каков факт кој што претходно бил во согласно со синдикатот, имаме се помалку повреди при работа и фала Богу немаме софатални последици повреди, односно жртви. Но статистиката, онаја што ја има синдикатот за градежништво, е 220 за минатата година повреди при работа и 17 смртни случаи со фатален крај. Ова не се официјални бројки и податоци, бидејќи сериозноста на прашањето најпрви не е сватено од државата. Нема официјален податок колку точно имало повреди од сите работни места во сите дејности и колку биле со фатален исход, односно смртен случај. Ние податоците ги добиваме од медиумите, што е несвојствено или нелогично, меѓутоа ако ги прашате, Институт за јавно здравје има едни бројки. Македонско здружение за заштита при работа има други бројки. Синдикат за градежништво има трети бројки. МВР има четврти бројки. Државен инспекторат за труд како пета институција има пета бројка, а е прв каде што во рок од 72 часа треба да се пријави повредата. Тоа што немаме една универзална статистика, што ние не велиме дека мора да има статистика, меѓутоа ако е важно прашање треба да има точна статистика. Колку имаме професионално болни, колку имаме повреди при работа, колку имаме несреќи, што е различно, може да имаш несреќа без да заврши со повреда, и колку имаме повреди со фатален крај. Сите 5 институции имаат 5 различни бројки, што значи дека не само што меѓусебно не се координирани, туку и работниците и работодавачите го избегнуваат системот за да ги пријават на право место овие случувања на терен. Дали законската регулатива е усогласена со европската? Законот за безбедност и здравје при работа беше донесен во 2007 година и подзаконските акти некаде до 2016 година беа донесени за разни допрецизирање на регулативата и законот и тие подзаконски акти беа усогласени со тогашните директиви на Европската Унија, односно со европските стандарди, меѓутоа во меѓувреме искочиле анекси на директиви, нови директиви, што не се имплементирани во нашата законска регулатива. Немаме лош закон, лоши подзаконски акти, меѓутоа во одреден сегмент треба да се изменат, да се дополнат, за да може полесно да се применуваат при инспекцијскиот надзор. Законот е усогласен со европските директиви уште во 2007 година, меѓутоа во меѓувреме искочиле анекси на директиви, нови директиви, кои што се уште не се имплементирани во нашето законодавство. Можам да кажам дека од оваа година започнува проект финансиран од Меѓународната организација на трудот, која што ќе се спроведува преку Министерството за економија и труд, и дел од тој проект е изготвување на нова регулатива согласно сите нови и постоечки европски директиви. Што се однесува до законската регулатива, освен закон за безбедност и здравје при работа и подзаконски акти како правилници за безбедност и здравје при работа, кои што се околу 20 посебни вакви книжчиња, немаме друга регулатива. Да, ево согласно со европската, со сигурност можам да кажам, бидејќи како држава сме подпишале многу и ратификувале меѓународни конвенции кои што се однесуваат токму на делот за безбедност и здравје при работа, токму се поврзани и со европската регулативи. Немој да мислите дека европската е кој знае колку строга наспроти нашата. Со сигурност можам да кажам дека тоа што Македонија во време Југославија го имала како еден закон за заштита при работа е многу повеќе него минимум барањата на ЕУ регулативите и директивите. Но што се случува? Таму тоа што е пропишано се почитува. Кај нас, доколку се почитува,
децидно Законот за безбедност и здраве при работа, верувајте дека и во овој момент е повеќе од доволен и добар. Но доколку се почитува. Ние немаме проблем со добар и лош закон на хартија, него тој закон останува мртво слово на таа хартија и не се почитува. Ако ги земете сите 20 правилници и законот, онаков каков што е донесен во 2007 со преку 30 измени и дополнувања до денес, верувајте дека е далеку од лош, само не се применува. Не дека е неприменлив, него се уште е трошок за работодавачите да го применуваат во целост. Се е пропишано и во нашиот закон за безбедност и здраве и во подзаконски такти као правилници. Имате правилник за минимална барања за базара во мобилни градилишта. Се е пропишано. Да отидеме не личи ни едно градилиште онака како што е пропишано во тој правилник или во тој закон. Затоа не ни се криви на законите и правилниците. Крива инспекцијата што не ги спровела на терен. Што немаме луѓе позади решетки низ овие години се бавеле со ваква дејност, што се завртеле милиони и милиарди на грбот на тие работници на назад години. Што немаме ни еден осуден за едно такво убиство, ќе го кажам, на градилиште. Што немаме ни едно професионално заболување на назад 20 години, а во бивша Југославија на истите број градежни работници имало 20.000 професионални заболувања. Значи сето тоа што како со памукче цица на крв на работниците се одвивала низ овие 30 години, се рефлектира денес и знак прашалник е со колку градежни работници Македонија ќе остане во иднина. Доколку итно, не утре, него вчера не се превземало нешто да се даде работа на домашните компании, а тие да ангажираат домашни, а не странски работници. Градиме да трае. Дали има нов предлог закон за безбедност и заштита при работа? Од 2007 Законот за безбедност и здраве при работа 10 измени претрпе, меѓутоа некои суштински измени во законот, освен надлежноста на Министерството за труд и социјална политика што преде во надлежност на Министерството за економија и труд, некои суштински промени во законот нема и во подзаконските акти. Последно што е работено на Закон за безбедност и здраве при работа е токму пред 2 години од денес. Со минатата влада поминати се сите членови од Закон за безбедност и здраве при работа, имаше еден диалог кој што успешно или неуспешно заврши и требаше да се донесе тој закон, кој нажалост по нејасни причини за нас како синдикат чекаше да се донесе прво Законот за работни односи, па да се донесе Законот за безбедност и здраве при работа. Со сите негови подзаконски акти овој закон не треба да чека за да се донесе, може уште утре да се свика економско-социјален совет, да се разгледаат сите барања на синдикатите, работодавачите и државата и да се донесе, бидејќи во меѓувреме одредени правилници се променија, а законот не се промени, што исто за нас поставува голем знак прашалник зошто правилниците се менуваат, а не се смени главниот закон за безбедност и здраве при работа. И повторно ќе кажам, со многу минимални барања од страна на синдикатот, влеговме во изработка на нов закон за безбедност и здраве при работа, имајќи во предвид дека низ годините има повеќе од 30 промени. И ако суштината се измени на еден закон или се промени повеќе од 30% текстот, подобро е да се донесе нешто ново, ако ова не било применливо. Јас пак ќе кажам, и новиот закон што е преговаран, заговаран и договаран со сите социјални партнери засегнати страни, повторно нема да биде применлив во пракса ако за тоа не се уклучат инспекциите и не стане применлив за тие работодавачи што не го почитувале ни стариот закон. Во новиот закон нема нешто драстично што ќе се промени во делот безбедност и здраве при работа, меѓутоа треба строго да се почитува. Дали е стариот или новиот, упорно тврдам дека далеку од лоше доколку се применува доследно. Верувајте дека ниво високоградба, ниво нискоградба, еден од тие работодавачи не е 100% сигурен или целосно имплементиран во својот систем за безбедност и здраве при работа на своето работно место, да е чист пред законот и пред овие правилници. Кои се обврските на работодавачите, а кои се обврските на вработените? Има основни обврски кои што треба работодавачот да ги исполни, а тоа е да назначи стручно лице, а доколку нема такво соодветен кадар во неговите вработени лица, тогаш треба да склучи договор со надворешна стручна фирма која ќе ги извршува стручните работи за безбедност при работа. Исто така треба да изготви изјава за безбедност врз основа на акт за проценка на ризик на работни места, треба да изврши здравствени прегледи во ординација овластени здравствени установи од областа на медицина на трудот, треба да им даде соодветни лични заштитни средства на вработените согласно мерките кои што ги предложи тимот кој што изготвува проценката на ризик
Треба да испита работната средина, односно средствата за работа, опремата за работа. Треба да испита микроклимата, физичките, хемиските и биолошките штетности во работната средина. Треба да води евиденција за повредите при работа, смртните случаи, колективните несреќи и професионалните болести. Други обврски кои што се однесуваат на тоа да обучи на 20 вработени лица на една локација, едно лице обучено за давање на прва помош во работен простор, едно лице на 20 вработени лица за давање на противпожарна заштита и ред други обврски. Законот за безбедност и здравје при работа можеби е еден од ретките закони каде што покрај правата им дава обврски и на работниците. Значи права имаат да ја престанат со работа доколку има непосредна опасност по живот и здравје на работниците, да дават свои сугестии околу личната заштитна опрема, околу на начинот на работење. Меѓутоа, работниците имаат и обврска да се придржуваат кон упатствата за безбедна работа, да не ги отстрануваат заштитните направи на опремата за работа, кога ќе бидат упатени од страна на работодавачот во овластена здравствена установа да извршат периодичен или претходен здравствен преглед да го извршат и да ја носат личната заштитна опрема која што им ја дал работодавачот. За прв пат за неисполнување на обврските од страна на работникот во нашиот закон има и прекршочна пријава за работниците. Таа казна за работниците, можам да кажам, моментално е символична, изнесува 30 евра во денарска противредност, како и за сите прекршоци утврдени при инспекцијскиот надзор, мора на работникот или на работодавачот, без разлика за кој прекршок, прво да му се понуди постапка за порамнување со изречена глоба, со врачување на платни налози и доколку ги плати во рок од 8 дена, ќе плати 50% од одмерената глоба. Согласно Закон за безбедност и здравје при работа има многу повеќе права и обврски работодавачот него работникот. Би потенцирал дека и во 21 век денес и во високо профитабилни градежни компании и компании од индустријата за градежни материјали, со честни исклучоци на некои, се уште се сфаќа како трошок, а не инвестиција личната заштитна опрема, соодветната опрема и механизација, обуката за работниците, тука не станува збор да ги обучиме ние само представниците на работниците за безбедност и здравје при работа или да ангажираме една компанија со еден човек стручно лице и сме го завршиле процесот. Кај нас некако прво се гледа дај да ги исполнам минимумите што го бара законот за ја да бидам чист пред инспекција. Тоа е прво прашање и одговор на секој еден газда во оваа држава. Еве, стручна компанија, дојди направи елаборат, проценка на ризик, мерења, изјава, се што треба минимум, најевтино да ме кошта, да поминеме со едноливче обука кај работниците и кој ќе до инспектор ја да бидам чист. Оваа тема бара секојдневна едукација, обука и вложување ако сакаме да имаме задоволни, безбедни и здрави работници. Ова не е тема што треба да разговараме еднаш на 28 април како меѓународен ден за БЗР или на крај на октомври последната недела, Европска недела за безбедност и здравје при работа. Темата е многу посуштински, многу подлабоко треба да завлезе државата преку својот инспекторат за труд да ги контролира и казнува или предупредува овие работодавачи што не почитуваат ништо од законот. Правата и обврските на работодавачите, верувајте дека се сведени на минимум, ќе повторам само да бидат чисти пред инспекција, далеку од тоа дека имаат соодветно обучен кадар, дали е тоа ниско квалификувана работна сила, високо квалификувана, мајстори, инженери, техничари и така натаму. Не секогаш завршеното соодветно стручно образование ве обучило да бидете безбедни и здрави. Работниците забораваат дека оние барем што разбираат, а мора да разбираш ако влезеш на градилиште бидејќи животот ти зависи од тоа, дека треба да одбиеш, не треба, мора да одбиеш работа ако ти е загрозено здравјето или безбедноста. Не може да ме убеди никој да се качам на несоодветно монтирано скеле. Не може да извршувам работни задачи без соодветни чевли, шлем, елече, ракавици, меѓутоа соодветни, не најевтини купени од пазар како најевтина понуда на тендер, дека тоа ќе помини, ги гледаме смешни со несоодветни ни шлемови, ни ракавици, ни чевли на градилиштата. Тоа за да биде се по папир законски регулирано и обезбедено за работниците чини. Меѓутоа треба да знаат дека делот од колачот кој што го земаат како профит треба да го вложат токму во опремата и во луѓето.
Ако мислиме дека може да заштедиме на нешто такво, се случува после несреќа, пак губи и државата, зашто тоа е наболедување, губи работодавачот останал без работник, губи и семејството, ќе земе помала плата. За да бидат срекни во системот, мора да се подели колачот. Не може само да гледаме дека профит се прави врз грбот на работниците и дека работниците ќе бидат срекни и задоволни на градилиштата или во фабриките, а не сме им обезбедиле ништо. Во моментов да поминеме, ќе забележиме во 99% случаеви дека се со несоодветна најпрвен лична заштитна опрема. Потоа дали е регистрирана и соодветна механизацијата, алатот, скелињата, скалите и така натаму. Тоа е чекор 2. Меѓутоа, лична заштитна опрема има 99% несоодветна работниците. Вие не е само да видите шлем, одело и кондори на еден работник. Треба да го видите тоа работно место, кои ризици ги сноси. 90, да не бидам само во проценти, 5 до 6 работни места во секторот градежништво со висок степен на ризик. Вие да облечете прво еден работник како што треба, можеби чини 500 евра. Ако сакаме да ни биде тој задоволен, среќен, безбеден и да ги извршува работните задачи како што треба, толку чини. Да се провери алато, да се провери механизацијата, да се направи обука, чини. Не е помалку од 3000 денари еднодневна обука за еден вработен. Сега вие ако имате 1000 работници, значи сте достигнале некако да имате 1000 работници. Вложете во делот безбедност и здраве при работа. Направите навистина соодветна обука. Направите соодветен здравствен преглед. Не преглед по шаблон 800 денари и здрав ми овој работник. Ја ви убедувам дека полот работниците не се здрави, дека никој не констатирал дека тој работник не е за на работа на висина, а го пуштаат да работи. И нема бенефициран стаж да отиде на 55 или 57 години, работи до 64 години на скеле. Тоа не само што не човечки, не е хумано, него е кривично дело ако навистина функционира законот во оваа држава. За секое работно место кој ќе се изработи елаборатот, нели се проценети можните ризици. Приоритетно за превентивните мерки секој пат треба да се оди на технолошки усовршувања. Колку е можно минимизират ризичните фактори од работното место. Тоа се постигнува со низа технологии во производството, заштита од прашина. Ќе се спроведе систем на вентилација, овлажнување на воздухот, да се обезбеди максимално чист воздух, да се внесува со вентилацијата свеж воздух, а запрашениот воздух и ако има, пример зборуваме за тунелските работи, ако има гасови, тие да се изнесат од работната средина. И покрај таа технологија, пак ние може да очекуваме дека можеби не може до крај да бидат обезбедени безбедни услови за работа, предвидени се и лични заштитни средства, соодветни респираторни маски, кои што, иако останала некоја количина на прашина во работната средина, да можат респираторните маски да го заштитат вработениот. Друг пример. При работа на дупчење во тунелските работи се произведува голема бучава. Таму е предвидено да се постојано усовршува технологијата, да се обезбедуваат машини кои што произведуваат помалку дупчење. Но задолжително треба да се мери и бучавата на работното место, така да ако има повеќе од 80 децибели на работното место, задолжително треба да носат антифони, заштита за ушите. Во зависност од јачината на бучавата има различни видови на антифони и тогаш при проценката на ризик се потенцира во елаборатот кој тип на антифони или слушалки треба да носат за заштита. Пример, работа со вибрирачките машини, со компресорски машини или со поновата се почесто се користат во градежништвото хилтите кои што создаваат големи вибрации, посебно на рацете, и тогаш страдаат зглобовите, рачните зглобови, лактите. Тогаш има заштитни средства кои што се користат во вид на ракавици со перничиња кои што ќе го амортизират ударот. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Која има одговорноста? Најпрвен мора да напоменам дека кај големите инфраструктурни објекти најголем инвеститор е државата. Одговорноста треба да има инвеститорот. Ако е тоа приватен сектор, инвеститор на одредена зграда, точно дека инвеститорот ја има целата одговорност. Меѓутоа, никој не го ограничува бројот на подизведувачи на таа зграда. И тоа не е на една или две компании, тоа може да има 10 компании ангажирани на еден исти објект. Кога ќе навлезете вие во тие судски лавиринти за да пријавите една повреда, до исходот да добиете нешто од таа повреда, ќе поминат години да тој работник замине во пензија. Затоа велам, непочитувањето на закон, без разлика дали е тоа ниско градба или високо градба,
најмногу треба да биде контролирано од државата. Државата е таа која што дава работа, без разлика дали е приватен сектор па му дала одобрение на градба на некој инвеститор да гради зграда или дала работа на Бехтел, Енка, Сино, Хидро, па они ангажираат други компании и градат автопатишта. Каде е заплетот на работите? Вие кој ќе дадете на некој инвеститор пари и он да ангажира фирми како подизведувачи. Одговорноста што ја има он, која е, за да нема проблеми на градилиштето, да побара соодветни компании, лиценци, референци, дали може да градат или не може да градат. Тука запира контролат. Нив им е најважно да ги земат парите и да го направат патот. Како ќе се заврши тоа, за колку сати, со колку работници, која фирма, државата нажалост се одзема од таа одговорност и вели јас сум ти дал тебе пари и работа, сега заврши го ова. Јас да сум инвеститор, ако ги почитувам сите правилници за безбедност и здравје при работа, ако ги почитувам сите закони што се на сила во државата, закон за работни односи, колективни договори, закон за безбедност и здравје при работа, најпрвин треба да направам едно резиме и да видам кои фирми можат да ги исполнат тие обврски. Ако земеме процентуално во Македонија, ни 5% од фирмите не можат во моментов да ја испорачаат онаа работа која што ја земала државата да ја направи во смисла коридор 8, 10, 10 и така натаму. Повторно се сведуваме на тоа да парите завршат во странски компании, кај странски работници или домашни ангажирани во странски компании, и тоа е еден најголем проблем што наназад години се таложи во градежништвото. Да бевме паметни како држава, овие сите кредити или работа, наместо да се даде на странските компании, да се дадеше на домашните компании верувајте дека ќе го задржеше бројот на вработени, ќе имаше работа во наредни 10 години за сите градежни компании, и помали и поголеми, и ќе ги научеше државата дека треба да вложат и во безбедност и здравје при работа, и во работници, и во се. Ќе може да даваат и соодветни плати, да купат и соодветна лична заштитна опрема. А вака некако сите се одземаат од одговорноста која ќе добијат работата и потоа е виновен некој си странец кој што земал пари и ангажирал работници и никој на крајот на денот не сноси одговорност. Толку е комплексен целиот круг од добивањето на проект, зимањето пари до ангажирање на работници што ретко кој го докажал на суд или ретко кој има постапка и позитивен исход од таа повреда или било што да му се случи на работното место. Апелирам да државата преку своите органи и институции, односно инспекторатот, кој што во секоја дејност инспекцијата е задолжена како спроведувач на законите и подзаконските акти, да биде постојано на терен, а не да биде на терен кога ќе пријави синдикатот или кога ќе пријави некој работник. Сега да ја свртиме камерава на било кое градилиште да отидеме или на било кое асфалтирање патче или голем инфраструктурен објект, ние ќе забележиме низа неправилности. Во сите закони, во се е нешто прекршено. Затоа треба да се вложи прво кај тие работодавачи со таа работа во стручен кадар, во соодветни обуки, и не е точно дека само еден месец имале обука работниците, некои имаат само еден ден, некои немаат обука. Јас ве убедувам дека тие што дошле од Непал, Бангладеш, Индија немале обука и да имале пола од нив не разбираат англиски јазик за да ја разберат обуката. Таму се случуваат катастрофални грешки. Да дајете вие на прва да вози некој дампер со висок степен на ризик, товарно возило и работно место и да згази колега или сам да загине или да направи дополнителна штета. Несоодветниот кадар е од тоа што не се вложувало во кадарот. Слушаме само милиарди како се зимаат во секторот градежништво, а не се вложува ни 10% во стручен кадар, во представници на работници за безбедност и здравје при работа, во стручни лица, и секој кој ќе се случи нешто, нормално е да го заобиколува законот и да пробува да се спаси, отколку да покаже дека е одговорен. Одговорност не видовме ни во надзорните органи, односно компании кои што се бават со надзор, не видовме ни во тие странски компании што направија нешто или не доправија си замина, и така ќе биде виднина додека државата не се освести да го казни прво домашниот работодавач во градежништво, доколку не направи нешто кој што треба. Убеден сум дека Македонија се уште има капацитет во компании од ниско градба што можат барем наша инфраструктура и патна мрежа да ја поправат, направат, санираат, доградат или да направат нешто од почеток. Ако сме имале капацитет тоа да го правиме и во Македонија, Југославија и во други земји од Европа и светот, верувајте дека имаме и денес, но треба да им се даде пари, можности и услови исто како што се дава на странските компании. Доказ дека имаат обука ги бараме уверенијата кои што ги издава стручната фирма за безбедност при работа. А стручната фирма мора да изврши теоретска и практична обука на вработените. Непрофесионалното однесување, односно непрофесионалниот пристап на овој дел на вршење на стручни работи од областа на безбедност при работа повлекува одземање на лиценцата за работа, односно овластувањето за вршење стручни работи и обуки на стручната фирма. Меѓутоа не сме имале досега случаи
каде што работодавачот или работникот ја пријавува стручната фирма. Во ред е да постапуваме, меѓутоа треба да знаеме дека не постои таков професионален пристап околу обуката на вработените. За да се издаде тоа уверение, се врши обука, се прават тестови, се прави практична обука, па дури тогаш се издава уверението. Не сме добиле ни една представка до сега, ни од работодавач, ни од работник, дека несоодветна обука има добиена. Обуките за безбедност и здраве при работа, согласно законот, се прават започнување на работното место. Секој вработен мора да биде запознаен со сите ризици на работното место, убаво ризиците да му се објаснат, како треба да работи, кои превентивни мерки треба да презема, кои лични заштитни средства треба да носи. За ризичните работни места со поголем ризик што се, обуките треба да се обновуваат најмалку еднаш на 3 години. Има работни места кај што е голема веројатноста да се случуваат ризиците и тогаш вработените треба почесто да се обучуваат. Некои компании со цел да се одржи добра култура на безбедност и здравје при работа, често ги повторуваат тие обуки. Едно искуство ќе ви кажам од една компанија Брајан и Рут, кај нас популарно што работеа наши вработени во Афганистан и во Ирак. Едно стручно лице кое што таму работеше, тој ми кажуваше дека секој сабајле пред работа им прави кратки обуки за безбедност и здравје при работа и покрај тоа што вработените истата работа ја работат секој ден. Зошто? Затоа што статистички докажале дека ако се подсетуваат вработените на можните ризици и на мерките кои што ги превземат, секој ден се одржува добра култура на безбедност и ги применуваат мерките. И кај нас во многу компании тоа го правиме. Значи таму кај што има високи ризици или таму кај што приметуваме дека не ги почитуваат превентивните мерки. Тогаш ги повторуваме почесто тие обуки или се вика реобука. Задолжително тие обуки се повторуваат и во случај на повреда. Ако се случи повреда на работа, тогаш правиме анализа зошто се случила повредата на работа, па ќе констатираме поради тоа што немало превентивно одржување, па се случиле некои технолошки промени, па од таа хаварија се случила и повредата, тогаш ги информираме луѓето на обуките дека треба за значењето на превентивните прегледи на средствата за работа на машините. Ако констатираме дека повредата се случила поради невнимание на вработениот, тогаш на обуката се потенцира важноста на вработениот да ги применува превентивните мерки. Секој што ќе почне да се занимава со оваа дејност, во било кој дел од дејноста градежништво, дали ќе е проектирање, дали ќе е изведба, дали ќе е надзор, треба да е едуциран за безбедност и здравје при работа, да гледа да ги имплементира сите обврски што се дадени на работодавачот, не само на хартија, него да ги спроведува во пракса. Има механизми и без инспекција некои работи да се регулира, да се држат под контрола, со цел да се намалат несреќите при работа и да не слушаме секој изгубен живот е загуба за целото општество. Не е само за работодавачот кој што бил ангажиран работник. Треба едукација и таму кај што се приметува дека не се применуваат превентивните мерки, треба често реобуки да се прават со претходни мотивацијски разговори зошто треба тие превентивни мерки да ги применуваат. Треба во Македонија многу да работиме да подигнеме културата на безбедно работење. Многу интересно е, например, на градилиштата, градежните предпријатија, во многу фирми има скоро идеално поставено систем за безбедност и здравје при работа и за среќа јако работат на ризични работни места со зголемени ризици, пак нема повреди. Но истите тие работници кои ќе отидат дома кај некој пријател да прават кров или да прават плоча или некоја друга работа да работат, таму ќе се повредат многу едноставно. Не ги применуваат
превентивните мерки. И јас кога разговарам со таквите луѓе, многу ме интересира, поставувам прашање, зошто не ги применувавте истите превентивни мерки кои што ги применувате на работа? Абе, добро е, па стално под притисок, под контрола, сега се опуштивме, нели, немаме контрола. Тоа мораме да го работиме во иднина. Интересно е, например, нашите работници кои ќе отидат да работат во Германија, во Италија, и таму се построги со законите и контролите и казните се поригорозни, и таму ги применуваат тие мерки. Овдека се така, послободни. Ако можам еден пример да ви кажам, кога се градеше Сити Мол, имаше една повреда, паѓање од една платформа од некоја висина од 4 метри. Меѓутоа, таа е многу организирана компанија со сите мерки за безбедност и сите работници шлемови, па и каишче нели, за да се затегне шлемот. И сега еден работник кој паѓа од озгора, удира на главата и од главата на плешката му се пренесува ударот. Ама тој човек остана ниту со сериозна повреда на главата и плешката му заздраве. Заклучокот беше да беше тоа некој работник, како некои други што ги гледаме, кои што нели почна право надоле да паѓа, шлемот пред него ќе му паднеше, значи главата сигурно ќе пострадаше. Но благодарение на ова што максимално професионално си ги почитувал мерките за тегнат каишот на шлемот му е спаси главата. И, да повториме, најбитната работа за секоја компанија од градежништвото и за секој работник во градежништвото е работникот да отиде на градилиште и психофизички здрав и заштитен, да ја заврши својата работна задача и здрав и жив да се врати дома. Побитно нема.